Добро дојдовте во уште едно издание на Отворено. Политичката сцена во земјава деновиве зоврива. Арбен Таравари на средба со Мицковски. Можно напуштање на владата или останување во коалицијата. Вреди исто така е на рап на распад. Ќе остане ли Таравари во власта или ќе тргне во некоја нова коалиција? Ќе предизвика ли ова предвремени парламентарни избори и кому најмногу му одговараат? Дуи во исто време предупредува, ако министерот Бектеши седне на обвинителна клупа, ќе излезат на улица. Притисок врз правосудството или обид за факторизација пред најавената политичка разврска. Вечерва во Отворено на овие теми разговараме со Владимир Божиновски од ТИПИС. Добра вечер, добре дојдовте. Добро вечер. И Сефер Селими, аналитичар од Сефер Селими. Добра вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Да, ја најавив емисијата. Божиновски, што може да се очекува од овие средби што сега се одржуваат деновиве интензивно меѓу Мицковски и Таравари? Има ли идни на оваа политичка коалиција се уште? Па целта е, предпоставувам, затоа што во изминативе неколку недели имаше зголемена тензија помеѓу коалицијските партнери од Вреди, односно помеѓу Алијанса на албанците, крилото на Арбен Таравари и останатите партии. Така да предпоставувам дека овие средби се во таа насока, предпоставувам дека и премиерот дава свој допринос во однос да се намалат, значи, тие тензии, малку да се пасивизира таа реторика која што ја видовме и ја слушнавме изминатиот, да кажеме, месец дена. Од тоа што беше достапно до јавноста по средбата на Мицковски и на Таравари, се доби као одредени позитивни пораки во насока дека, предпоставувам, ќе се обидат да ја смират ситуацијата и да се најде некој заеднички јазик помеѓу Таравари и помеѓу останатите членки и лидери на Вреди. Генерално, ова мислам дека треба да се наблюдува, секој се наблюдува од аспект на политичка корист, затоа што политичките партии делуваат пред се за одредена политичка корист. И сите тие коалиции и одредени чекори кои што ги прават се во насока за нивно зацврстување во однос на потенцијалните гласачи од една страна и од друга страна за добивање подобра позиција со цел да бидат дел од некоја влада или доколку се дел од одредена влада да бидат факторизирани повеќе. Доколку Таравари излезе од Вреди, мислам, он веќе де факто е надвор. Од Вреди е излезен, да. Но можноста постои се уште да на некој начин се создаде одредена коалиција за локалните избори, каде што можеби меѓусебно би си помогнале Таравари и Вреди, особено во изборот за градоначалници. Затоа што уште она што беше не само од моја страна, него мислам дека од генерално од политичката јавност као предпоставка, перцепција за следните локални избори е дека всушност главната битка ќе се бие онаму каде што етничките албански партии имаат можност да освојат место, значи односно градоначалник, Тетово, Гостивар, Чај. Да, сега да кажете, се уште има можност за калкулација. Се уште има. Прашање, да, ќе дојдеме и до локалните избори. Како ќе функционира владата, еве, без Таравари, например? Тоа ме интересира. Ако тоа се случи, бидејќи две опции се, или да остане како министер и таа влада да има практично 4 партнери, или да замине. Сакав да дојдам до тоа. Бидејќи првиот дел беше дека генерално после средбите има одредена позитивна перцепција или се обидува да се направи позитивна перцепција дека можно е да се смират страстите. Но доколку тоа не се случи, доколку Таравари излезе од владата, тогаш, видете, со оглед на претходното искуство како од минатите влади, секогаш е можно одредени помали актери помеѓу етничките албански партии од опозиција да станат власт, од власт да станат опозиција. Единствено кое што, да речеме, единствена партија таму која што има одредена стабилност
не е толку идеолошка како повеќе политичка стабилност, е дуи, додека сите други генерално до сега барем се покажа дека може да бидат дел од власт и дел од опозицијата. Знаеме дека повеќето од овие партии кои што сега се во власта во одреден период беа и со претходната влада на СДСМ и со таа претходна влада и така натаму. Да, така да доколку Таравари излезе, нема да ме изненади искрено и тоа е една од можните варијанти, некој друг да влезе и секогаш останува и онаа опција да излезе Таравари. Тоа нема да го наруши мнозинството на владата, затоа што ВМРО-ДПМН има многу силно мнозинство. Ќе го наруши Бадентеровото функционирање. Точно, но ќе го наруши функционирање, односно доколку се појави потреба да се гласаат Бадентерови закони кои што бараат Бадентерово мнозинство, така да тоа може евентуално да придонесе за одредени предвремени парламентарни избори. Иако според мене мислам дека прво ќе се почека да се види каков ќе биде резултатот од локалните избори, тука да си ги измерат силите сите овие политички партии за кои што говоревме, од етничкиот албански блок, и доколку туи, например, однесе сериозна и убедлива победа на тие избори, тогаш навистина постои голема веројатност следната пролет, најверојатно, значи отприлика околу 2 години од функционирањето на владата, ние да имаме и предвремени, значи говорам следниот, да кажеме, јуни, нели? Затоа што претходните избори беа мај-јуни. Така да во тој случај не ги случајме. Затоа ако велам дали може да има предвремени избори. Ја верувам дека тие предвремени избори се можни, но во зависност од резултатот кој што ќе видам на локалните избори, а додека сметам дека се малку веројатни избори кои што би биле заедно со локалните избори. Токму заради, поради можниот развој на ситуацијата во коалицијата Вреди или во бившата коалиција Вреди, ако сакате, значи Алијанса на албанците и другите партии, и особено она што е според мене најзначајно, каков резултат, каков успех ќе имаат политичките партии на етничките албанци на локалните избори во октомври. Селими, ваше видување на оваа ситуација, која што помалку ја остава владата сега, ова можното излегување на Таравари од владата, ја остава владата без репрезентативен, би рекле, албански фактор во владата, доколку тоа се случи, и обидите за, пратеници од ова или онаа коалиција која подоцна би преоѓале за да може да се одржи тоа Бадентерово мнозинство во таа влада. Ова влада и така има сериозни проблеми со етничкиот легитимитет, посебно на албанскиот дел на политичкиот фактор кој е представен во ова влада. Но ја мислам дека овој момент креира нова политичка ситуација во нашата земја. Видете, барем по моје видување и тоа што се зборува помеѓу албанските интелектуалци и во разни други политички кругови, имаме 3 сериозни проблеми. Првиот сериозен проблем со ваквото однесување, бројките и дозволуваат. Меѓутоа, проблемов е што ние имаме сериозен обид за асимилација на политичкото делување на албанците како автономи и независни политички партии, кои ги представуваат албанците и албанскиот народ во нашата држава. Кога го велам тоа, мислам во насока дека зошто еден албанец би бил политички активен во еден албански политички субјект, поради тоа што нашата политичка реалност е дека политичките партии и коалиции се креирани врз основа на етнички заедници. Зошто еден албанец би требал да биде политички активен, доколку он не може да избира кој ќе биде негов представник во ова влада. И тоа не носи во вториот голем проблем,
кој го имаме со овие обиди од страна на господинот Мицковски како премиер и предводник на ова мнозинство е на некој начин атентат врз демократијата кај албанците. Но Кај политичкиот дел вреди како структура и дуи од другата страна има Не, речиси егал не, број на гласови. не, Ако го зборуваме не, како тоа и не. до некаде Прво, легитимна беше не само одлуката. дуи, таму имаш Европски фронт, Таму каде што е имаше Алијанса плюс за 3, албанците, да, но имаше други и плюс турски политички партии, плюс значи не беа две тие политички репрезент да. единствен само на албанците. И не можеме, никогаш нема да можеме така да ги мериме до крај. Поради тоа што вие имате и кај и во ВМРО Да, и имате во политички коалициите, така партии кои се турци, но сепак тежината на представување го носи една етничка заедница. Кај коалицијата на ВМРО го носат македонците и во СДСМ и во овие другите коалиции, исто така тоа е начин. Тоа што сакам да го кажам како втор проблем кој се создава е убивање на демократијата, атентат врз демократијата кај албанците. Зошто? Зошто треба да има некаква политичка програма кај албанските политички партии, кога на крајот на денот Мицковски, утре Венко Филипче или било кој ќе избира кој ќе биде представник на албанците во таа коалиција. И трето што е најзагрижувачки и кој по мене ние сега можеме да го перцепираме како површински и да не го гледаме како голем проблем. Но тоа ќе ни се довлече во иднина и ќе креира нови моменти во ова политичка гарнитура која може ќе ја има, може да ја нема, но сепак проблемов е што ние се враќаме во пред Охридска Македонија. Се враќаме во момент каде што албанците се маргинализирани, представувани во владата, но без некаква политичка тежина. И тука веќе почнуваме, кога ќе идеме, ќе се вратиме до пред Охридски моментум на нашата држава, почнуваме да зборуваме за работи кои требаше да бидат завршени веќе во далечната 2001. Чекайте, сега малку морам да ја прашам. Велите дека Меджити, Гаши, Таравари и четвртиот партнер и Касами немаат доволна политичка само определување, немаат доволна политичка тежина за албанците во однос на тоа што беше, мислам, секој еден зборуваме за коалицијата што беше оформена после изборите. Секој еден пратеник има политичка тежина и е директен представник на секој граѓанин. Не, каде го гледате минимизирањето на тоа? Проблемот е што имаме прашање. Релативизирањето на ова, дека разликата од првен беше од 6 мислам пратеници, сега на 5 пратеници мислам помеѓу двете коалиции, покажува дека волјата на албанците во оваа држава не се зема во предвид. Мене не ми се допаѓа можеби дека Европскиот фронт победи. Меѓутоа тоа е волјата. Еве сега да зборуваме теоретски. Колку пратеници има ВМРО? 58. 62 се од другата страна. Теоретски можат сите да се здружуваат и да се направат ново мнозинство. Имаше таков обид со 61, каде што предводник беше господинот Таравари и тогаш заедно со Бесана Билал Касами, но дали тоа би било политички стабилно и дали тоа е начинот како мислиме дека оваа држава може да се развива како унитарна и каде што имаме еден заеднички политички систем кој не дели на две страни, туку сме здружени и ја гледаме државата како единствена. Не е мојата политичка преференција. Во секој случај, ја мислам дека е доцнено, најмалку доцнеме 10 години дуи да биде во опозиција. Најмалку 10 години. Но тоа не е моја политичка, не е мојата преференција. Која е смислата да имаме демократија и да излегуваме да гласаме? Зошто би требало да имаме политичка конкуренција кај албанците воопшто, ако вака се стојат работи?
Видете, ВМРО ДПМН имаше 63 пратеници во 2011 мислам. Не, пред 2011. 2014. 63 пратеници. Дали можеше ВМРО тогаш да направи сама коалиција без ДУИ, без сите? Му дозволуваат бројките, така? И ќе има пазарење, како што знаеме дека ги прават политичките партии кога ќе му треба бадентер, ќе му дава нешто вамо таму, ќе се тоа е се во дневно политичко однесување на нашите политичари и лидери. Меѓутоа, за зрелоста на нашата држава како таква и каде што ние треба да се стремиме кон градење на одржлив систем, на репрезентативна демократија, која не ги представува само граѓаните. Ние сепак имаме во оваа држава таква е конфигурацијата. Ние за наша среќа ние сме мултиетнична држава со автохтони народи, не со луѓе кои се дојдени не знам од Бангладеш, од Афганистан, со векови ова земја таква е креирана и у тој простор живееме. Сега ние треба да најдеме начин каде што е репрезентативно не само граѓанинот. Мене ми е битно првин како граѓанин да бидам. Добро, според вас што е решението сега ја мислам дека не е одржлива ова влада да направи договор со ДУИ коалиција? Не. Мислам дека ова поставена ваква каква што е поставена ова влада, а уште повеќе начинот како што се поставува политичкиот театар со демонизација само на една политичка партија, на ДУИ во овој случај, и се вели со тоа се дава во дознак, без разлика. Еве, например, самиот господин Таравари рече дека 70% од албанците не се согласни со вреди во ова влада. Замислете утре да има избори и ќе имате еве со ова 70 со 30%, значи од 30 пратеници албанци ќе имате 25 на ова страна, 5 на другата страна. Како ќе креирате вие владино мнозинство и како ќе креирате репрезентативна влада и на заедниците во Македонија, доколку вие се поставувате така со демонизација. Зборот ми е во тоа дека ние треба да гледаме многу повеќе од тоа што е дневна политика. Барем во овој сегмент, поради тоа што тоа вовлекува многу други и безбедносни, но и проблеми кои ќе ни се појавуваат во иднина. Ние имаме покачување на радикални политички партии кај двете страни. Ќе се појавуваат, значи се креира плодно почва за радикални и екстремни идеи кои нема да го гледат решението на Македонија во Европска унија. Нема да ја гледат оваа држава ваква каква што е. Изборувам во повеќе страни, значи и кај македонски дел и кај албански. Има ли Мицковски сега после овие случувања во коалицијата, ќе видиме како ќе завршат, целосен легитимитет да прави претумбации внатре во владата со можно додавање или одземање на едни пратеници на други пратеници, или сепак решението ќе оди кон нови парламентарни избори ако дојде до... Затоа ви реков дека постојат повеќе опции. Првата опција е да се најде заеднички јазик помеѓу Таравари и Вреди. Втората опција е... Тоа е тешко, првата, како што можевме да видиме до сегашните изјави и на Таравари и на останатите од Вреди. Сега има опции кои што се поверојатни, има опции кои што се помалку веројатни. Како опција постои. Втората опција е да се задржи одредена владина коалиција, каде што и Таравари ќе биде дел од владата, но не како дел од Вреди, туку како посебен субјект во коалиција со ВМРО ДПМН, не знам. Она што за мене би било најверојатна опција, всушност би зависело од исходот на локалните избори. Затоа што сепак мислам дека се надам би се согласиле, нели, дека граѓаните и гласачите се најрелевантни во однос на тоа да одлучат кој сакаат да ги представува. Локалните избори се еден добар, би рекол,
начин на кој што самите граѓани ќе може да дадат одредена поддршка, особено, затоа реков, кај етничките албански партии. И тие локални избори ќе може да се види кој би кон кого инклинира тој електорат кој што гласа за етничките албански партии. И во зависност од тоа, доколку има победа, доминација, нели, на опозицијските партии, во овој случај, нели, ДУИ или Европски фронт, како сакат, во тој случај сметам дека е многу веројатно можноста за избори, нови парламентарни предвремени избори, но следната година некаде мај или јуни. Во тој случај да. Исто така, изминатата влада функционираше постојано со замени на партии кои што се внатри и кои што се надвор. 2020 година СДСМ настапи, се обиде да настапи како некаков антипод на ДУИ, заедно со БЕСА, нели, има предизборна коалиција. Па после видовме дека БЕСА заврши како опозиција, а СДСМ направи коалиција со ДУИ, па после излегуваше еден, легуваше друг. Така да секогаш тоа е таа трета опција, значи некој ќе излезе, друг ќе влезе и така натаму. Според мене, не тоа, сите овие три опции се демократски, но според мене опција која што може целосно да ги намали, да ги симне тензиите, е да се одржат локалните избори, да се види кој колку ќе успее да освои на тие од етничките албански партии. Вамо во другиот дел мислам дека е уште од сега многу појасна ситуацијата како ќе се одвиваат работите и врз база на тоа, нели, да се седне и евентуално да се направи некаков договор помеѓу политичките партии за предвремени избори. Не мислите дека оваа ситуација, како што вели Селими, може да донесе прашања за повторно редефинирање на статусот на креирање на влада, на создавање на мнозинства и така натаму, она што многу, значи што беше решено со рамковниот договор, меѓутоа никогаш не беше докрај чисто за тоа што значи учеството во владата. Па потоа ВМРО, ДПМН и ДУИ со мајскиот договор уште 2007 го завршија принципот победник со победник, кој што беше нарушен, да. Сега кој што беше да, нарушен 2016 година. Но во говорот или во зборувањето на Селими сватив дека тоа повторно би се вратило на сцена, како дел од можеби политичкиот фактор на албанците. Борете, ама 2016 година. Слабако добро ве интерпретира. Да. 2016 година тоа беше нарушено. Значи тогаш победи ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН отиде во опозиција. Така да, исто така 2020 година, целата таа влада, која што функционираше од 2020 година, исто така прашање беше дали, еве ако гледаме, нели, од тој аспект, дали партијата која што освои најмногу гласови кај македонците беше на власт, затоа што СДСМ тогаш отиде со БЕСА заедно, БЕСА имаше 4 пратеника, че ВМРО ДПМН повторно имаше 2 пратеника во однос на СДСМ. 2016 имаше 2 пратеника во однос на СДСМ сега. Да, меѓутоа, ако се водиме по принципот влезе и излезе, таа влада тогаш имаше 80 пратеници, што донесе и уставни измени. Која влада? Владата од 2017, што се креираше, каде што имавме и промена на уставното име. Не. Значи се вака да 80 пратеници кои дадоа ВМРО ДПМН победи на тие избори. Второ. Пропорционално. Чека, сакате да кажете дека ВМРО ДПМН не победи на тие избори? Не победи. Тоа. Има голема разлика, И сега, значи тоа се зборуваше од страна на ВМРО и на сите ни беше јасно. Дури еден дел од нас посакуваше така да има една мала разлика помеѓу двата блока, што е 1-2 пратеници помеѓу овие два блока, за да може легитимно да се однесе ДУИ и сите политички партии кои стоја зад нив во опозиција. Немаше. Значи, разликата е околу 30% повеќе гласови. Не е 15.000, колку беше помеѓу ВМРО и СДСМ во 450.000 плюс гласови, туку е 107.000 со 137.000. Значи, разликата репрезентативно е многу поголема. Огромна е разликата помеѓу две блокови. Не е исто. Не. И трето. Постои принцип
Доколку се наруши тој принцип, дали се двајца, или се тројца, или се еден, или се 7, кој одредува колку е доволно, а колку не? Тогаш секој произволно може да се излезе и да си кажува своји бројки. Тоа сакам да ви кажам. Да, Јас се пази, да не се разбере погрешно. Јас се согласувам дека етничките албанци, затоа што така функционираме, се нели представници на етничките албански партии, се представници нели на етничките албанци кои живеат во Македонија. И нормално дека е најдобро мнозинството од оние кои што ќе гласаат за некој од тие политички партии кои што екзистираат да биде на некој дел на некој начин дел од власта. Затоа и напоменав преска. Имаме локални избори. Локалните избори може многу лесно да одлучат кој треба да ги представува етничките албанци. Кој ги представува? Не. Локалните избори се во октомври. Не. Имаш разлика од 30... Локалните избори се во октомври. Локалните избори... Значи, еве го Дуи во кога опозиција. ќе завршат локалните избори... На тие избори Дуи не настапи сама, настапи исто со две турски етнички партии заеднички. Значи, и тоа не можеш да го измериш до крај секогаш. Тоа мислам дека го решивме преска, кога дека ќе не ги завршат представува само албанци. Само албанците. Ни ВМРО не ги представува само македонците. Значи, но тежината на представување лежи кај македонците. Сега говориме, имаш и српска политичка партија, и ромска, и се. Сега говориме, значи сега говориме за представување, односно за рейтинг или подршка која што ја имаат Дуи и коалицијата која што е против Дуи. Значи антипод на Дуи. Вреди е всушност антиподот на Дуи кој што се формираш. Во зависност од како ќе се одвиваат работите на локалните избори, многу лесно може да се види која има поддршката од граѓаните. Доколку Дуи ја потврди таа поддршка, особено сега, ако не се изнеде заеднички јазик помеѓу Таравари, помеѓу Вреди и така натаму, тогаш се многу веројатни предвремени парламентарни избори. Затоа и го кажав тоа. Инаку ако јас сметав дека, например, албанците треба да бидат минорно репрезенти или воопшто да не бидат представени, зашто би зборил за предвремени избори? Затоа што помеѓу ВМРО и СДСМ е многу јасна ситуацијата. Ја токму ги спомнав тие предвремени избори за да се запази принцип на рамномерна, односно еднаква представеност. Ја затоа и цело време говорам уште од старт дека мора да се направат одредени избори и во самиот политички систем. Например, ние имаме 6 изборни единици, треба да имаме една изборна единица. Или 8. Не, една изборна единица. Ја мислам дека 8. Тоа се Не, една изборна единица. Затоа што гласот на секој граѓанин во Македонија треба да вреди еднакво според мене. Не според мене, него тоа е основно демократско начело. Не може да имате вие изборни единици кои што се бираат со 5000 пратеника, со 5000 гласа еден пратеник, а во друга да треба на пример 9000 гласа за еден пратеник. Не, тоа е целосна неравност. Мислам дека тоа е добра дебата која треба да се договори. Ја мислам дека по плански региони треба да има со плански региони, секој плански регион треба да има своја изборна единица. Во 99% од случаите има една изборна единица. Фински има само 8 изборни единици, ние имаме 6. Значи, но тоа е веќе друго. Она што мене ме интересира, ова го споменав само како пример. Она што мене ме интересира е дека потребно е да има еднаквост во представувањето на граѓаните, значи при самиот избор, и друго дека треба да биде застапена мнозинската волја на граѓаните. Тоа ги смирува тензиите секогаш. Затоа ве велам, сега имаме ние одредена коалиција која што е на власт. Сега имаме исто така за 5 месеци од сега локални избори. Доколку на тие локални избори сегашната опозиција представена од ДУИ и Европскиот фронт однесе победа, значи победи на тие локални избори, тогаш ја верувам дека предвремените избори ќе бидат многу известни следната пролет. Токму заради тоа. Ако имате по градоначалник или по советници? И советници градоначалник, ако говориме за чисто партиско представување, тука се советниците. Не, мислам тоа е една од опциите и мислам дека тоа е многу иде во прилог повеќе на размислувањето, тоа го слушам многу повеќе од страна и на представници од ВМРО, како можно и
како можно сценарио. Прво види, локални, да, па потоа види, Па по, да, што се тоа, однесува- значи А тоа што, се да, што мислите дека во тоа е проблем или зошто- или не? зашто- Ако е веќе не е одржлива Да. ваква владата каква што е сега. Еве хипотетички и Таравари го нема во таа коалиција, во ова Еве, велиме дека мнозинство, го нема од нема. еден Значи месец од имате сега, да. само 9 пратеници албанци кои се представници во таа влада и имате и локални избори. Значи во една страна зашто после 6 месеци треба вие да го потврдувате дали овие 9 пратеници ги представуваат албанците, кога и по бројка не ги представуваат. Тогаш, ајде да ја вратиме топката кај граѓаните. Може би тие ќе победат. Велите локални со парламентарни заедно? Зошто после 6 месеци дополнителни не знам колку милиони евра да се потрошат? Кога можеме, еве, нека го потврдуваат. Во власт се, имат, присутни се во институциите, дуи и партиите Европски фронт се надвор од власта, немат контрола, немат клиентелизам, се тоа што беше кажано како предност кога тие беа на избори, еве нека идат, нека ги потврдуваат. Добро, Заедно. а што е проблем и оваа другата опција? Као известен лакмус да не ја бидат. гледам логиката зошто треба да потврдуваш во локални и после 6 месеци ајде уште еднаш да потврдуваме дали ова што го потврдивме во локални избори е точно. Значи не ја гледам тука логика. И дополнително да се потроши Не, на локалните Предпоставката е дека- може да бидат причина за тие, не потврдување. Ама, каква причина? Ако вие немате, значи имате 22 пратеници на оваа страна, 9 на оваа страна, значи вие веќе имате фактичка Дисбаланс. дисбаланс. Дисбаланс има на Ова е- гласовите Еве на го, етничките еве ти го моментот, Ова е иди хипотети, заедно. значи ова се сега све хипотетички претпоставки. А Еве го што ако Таравари остане во влада? Тогаш може ова да има повеќе смисла. Но ако не е во Тогаш влада, може да остане и 4 години, ако остане. Мислам, види, теоретски. види по ова логика, каде што гледаме дека мене малку ми делува неодговорно од страна на премиерот како се однесува кон овие прашања и тоа е мој став, моје мислење. Како сака да ги адресира овие проблеми кои сериозно ќе се појавуваат и во иднина и никогаш нема да бидат заокружени ако Но овој дали се тоа односот. прашање и проблеми на коалицијата вреди, а не на премиерот? На премиерот се вреди, нема никаква политичка сила внатре во коалиција. Видете и самиот господинот Таравари вика ако ме избрка премиерот ќе се излезе. Па добро, премиерот, тоа е уставно загарантираната Ама, негово право е тоа да може да меѓутоа, менува министри. Да. Значи, ја не гледам никаква политичка сила и на овие кои се сега таму. Значи, површинска е нивната... Се разочараа ли албанските гласачи од вреди? Еве И може албанските гласачите кои што гласаа за вреди, да. Еве, какво е вашата видите, перцепција, има- да речем, да. Не само перцепција. Има и бројки, сериозни бројки. Една од нив беше изнесена од самиот Таравари, дека 70% од албанците не се задоволни како вреди е поставена. и Верувате како на таа функционира. бројка, да. Има и поголеми бројки. Значи една друга анкета е негде околу 83% од албанците не се задоволни од тоа како вреди се однесува во ова власт. И затоа тоа е загрижувачки, пошто ние наместо интеграција ќе идеме кон дизинтеграција на нашите граѓани во политичкиот систем. Толку многу се вложи во последниве 20 и кусур години, после 2001, за да се креира таа доверба помеѓу институцијата и граѓанинот. Посебно, ние имаме сериозни проблеми кои не се проблеми на граѓаните и на системот, се на политичарите кои го злоупотребуваат системот и граѓаните како целина немаат толку многу доверба во институциите. Но размислите, ставите се во нозете или во кондурите на еден албанец кој цело време бил дискриминиран, маргинализиран и сега се враќа пак во ситуација да се гледа себе си маргинализиран од самиот политички систем во кој толку многу се инвестиравме да се интегрираме.
а не да бидеме дел и да бараме други начини на делување и соживот во државата. Добро. Одиме на куса пауза за рекламни пораки. Повторно во студиото на телевизија 24 со Селими и Божиновски разговараме за актуелната политичка ситуација, превирањата во вреди, можните превирања во владата и реперкусиите во иднина. Божиновски, изминативе денови Ахмети излезе со брифинг за ТВ24 дека ќе излезат на улица доколку Бектеши седне на обвинителна клупа, при тоа давајќи целосна поддршка на родителите на загинатите во Кочани, меѓутоа ја оквалификува истрагата како политичка и со тоа практично најави можност за едно ново политичко лето, жешко би рекле политичко лето. Како го свативте тоа, како што вели претседателката, притисок врз судството или како обид за политичка факторизација пред можната разврска и локалните избори на есен? Мобилизација, значи тоа го гледам како од една страна како дел од тонај предизборен процес, предизборна кампања веќе. Едноставно е потребна политичка мобилизација и се разбира дека политичките партии ќе ги искористат сите можности кои што им се нудат за да го анимираат своето членство и своите симпатизери со цел, нели, поголема излезност, поголема поддршка и така натаму. Тоа е едната страна. Има и уште една страна, тоа е дека нели не е ова само за Крешник Бектеши, туку ова е генерално за сите оние кои што се дел од истрагата. На граѓаните им е потребна одредена информација што се случува, како се случува. Сега, од една страна не може све да би се открива заради самата истрага, затоа што ако се открива све, тогаш дел од оние докази кои што се собираат нема да можат после да се искористат пред судот. Но наша желба како граѓани потресени од она трагедија која што не се случи во Кочани е да имаме што повеќе информација. Тоа значи дека све она што е што може да се открие како информација да и биде достапно на јавноста, истрагата да биде брза, да не се влече, да се види дали некој и кој има вина, бидејќи имате многу луѓе кои што се, нели, од интерес на истрагата имат и одредени осомничени, тоа не значи дека сите се виновни. Исто како што никој не рече дека господинот, нели, Бектеши е виновен и осуден, може да излезе дека е невин. Затоа ни е потребно прво информации до јавноста, а второ брза истрага. До сега мислам дека целиот овој процес што во сегментот, нели, на истрагата од МВР и од обвинителството е, би рекол, со оглед на претходните лоши искуства, изненадувачки, доста квалитетен. Значи се реагираше брзо, се започна една многу широка истрага, офатени се многу луѓе. Сега, она што ни е потребно е истрагата да заврши колку што може, се разбира, поскоро и да се објавуваат информации колку што може поскоро. Верувам, тоа не можам да го знам, се разбира, тоа ќе погои истрагата, но верувам дека не сите луѓе кои што се од интерес на таа истрага на крај ќе излезат виновни. Се разбира. Затоа ни требаат факти, ни требаат докази. Доколку некој смета дека, не знам, Крешник Бектеши или градоначалниците кои што беа откочени без разлика, значи не навлегувам тука кој од каде. Да. Доколку се покаже дека има некаква вина и тоа ни се образложи како граѓани, нели? Го образложи судот. Да, добро, каде е вината, зашто е вината? Ахмети рече, ако излезе на улица, не се враќа во собрание. Искрено, тоа веќе би било радикализација, затоа што па видете од друга страна сега не може ние да тврдиме дали некој е виновен или некој не е виновен без при тоа да имаме пристап до тие докази. Затоа велам, нека се заврши истрагата, доколку е некој виновен, кој било од тие луѓе, треба да, нели. Добро, кога луѓе лежат по притвори, веројатно се бара забрзување на процесите за да може тоа да се види. Потребно е да се забрза. Кажала дека така е. Притворот не треба да биде казна.
пазете, ова ја истото го зборев и за оние случаи кои што беа Значи, тоа го знаеме од минатото многу добро, да. Со бомбите, со све каде што луѓе се влечеа по 7 години на секој 3 дена на судење, па ги носи у притвори, да не забораваме. Историјата на тоа е многу подолга, да, знаеме. Имаше и случај кај што не знам се бараше Милијана Киевски да биде у притвор, па него наштеа човекот беше у притвор и таков случај имаше. Значи, затоа е потребно оние информации кои што може да се споделат со јавноста да бидат споделени и уште поважно истрагата да заврши што е можно побрзо и тогаш веќе ќе ни бидат достапни и фактите во однос на тоа кој е виновен, зашто е виновен, како е виновен. Пак ќе повторам, ја не верувам дека сите луѓе кои што се фатени со таа истрага се виновни и мислам дека и во нивна корист најмногу е тие да се опфатени, а со цел да покажат дека не сносат вина. Бидејќи ние сме свесни во минатото дека имаме многу такви случаи. Не гледате во оваа објава на Ахмети некој сериозен политички потрес што би можел да биде предизвикан, ако добро ве сватим. Мислам и дека и на Дуи тоа нема да му одговора, затоа што како што се одвиваат работите со овие тензии кои што постојат во вреди, доколку продолжи тоа така, Дуи ќе има наистина голема шанса да успее да победи на локалните избори. Сам по себе ќе се врати и ништо да не прави, но еве да речеме, Артан Груби е во бегство, газдата на Пуцко Петрол денеска го пуштија од притвор, Крешник Бектеши е во притвор, имаш уште неколку мина за кои што се водат истраги, значи еден добар дел од раководството на ДУИ. Дали е ова обид на Ахмети за одново политичка факторизација или за крајната цела, тоа е предвремени парламентарни избори? Не, прво мислам дека секој кој се огрешил пред законите и кој ја злоупотребил довербата на граѓаните треба да одговара и треба да си ја сноси таа одговорност. И тука нема никакви дилеми. Но тоа во случајот со господинот Крешник Бектеши и со случајот со трагедијата во Кочани не е дека господинот Ахмети го квалификува како селективна правда. Самите родители на тие деца го квалификуваат истрагата како селективна. И проблемов не е господинот Бектеши. Ако тој се огрешил, ако тој има своја вина, ќе си одговара. Меѓутоа, ние не можеме да ги затвориме очите пред тоа што е очигледно. Дека гледаме јасна тенденција ова власт да спаси све што е свое и да не биде опфатен во истрагите со и тука, значи, многу подобро беа изјаснети самите родители. Тие зборуваат со нивни факти. Јас од тука воопшто немам представа и не знам во истрагата кои се фактите, кои се аргументите, зошто господинот Бектеши се држи таму. Ако има вина, нека стои таму. Меѓутоа, имаме од друга страна актуелни функционери кои воопшто не се пофатени со истрагата. Ако тоа не е селективна правда, што е тогаш селективна правда? Прво. Второ, значи, имате 4 претходни министри кои се паднало да бидат од ДУИ, бивши министри на економија, кои се или во куќен притвор или во притвор. И имате актуелен министр во ова влада, исто така од тоа министерство каде што било фалсификувано таа лиценца која премиерот го држеше на рака, а тоа е доказ во истрага и не смее да има пристап еден премиер до таа истрага, се врши се уште функцијата. Значи, тоа се проблемите каде што се креира перцепција дека ова е политички прогон. И поради тоа што за господинот Артан Груби, за господинот Крешник Бектеши, за господинот Ејуп Рустеми, за господинот Бујар Османи, не знам неколку Прпарин Бајрам, уште пред да дојде на власт ВМРО велеше дека ќе ги апси. И сега доаѓа на власт и гледаме дека добро, но за некој од нив има сериозни обвиненија, така што и така треба. И воопшто нема никаква дилема. Кој се огрешил пред законот, кој ја злоупотребил и довербата на граѓаните, треба да си го отплати својот долг. Но не можеме селективно. Значи, ние имаме секогаш борба со корупцијата и криминалот со минатата влада. Со минатите влади.
Значи и СДСМ која дојде на власт се бореше против корупција и криминал со власта на ВМРО ДПМН. Во своите редови цветеше корупција, никој не одговараше. Дури и овие од ДУИ. Овие се направени во време кога тие владеа заедно со СДСМ. Ево, например, за господинот Груби. И сепак презумција на невиност мора да се почитува. Се додека не се докажува дека се огрешени, треба да го почитуваме тоа. Меѓутоа, и ова влада пак се занимава со минатата влада. И тоа селективно. Селективно. Значи, само со еден дел од бившите функционери, и тоа е впечатокот дека тука имаме политички прогон, а немаме борба против корупција и криминал. Добро, зошто ДУИ, или барем ние не гледаме од оваа дистанца, не го искористи овој период на опозиција за своја катарза внатре, прочистување би рекол, бидејќи оној одиум што го имаше јавноста кон ДУИ и од албанците и од македонците, значи од сите граѓани, како една криминализирана партија, се уште стои. Кој го вели тоа? Која? Криминализирана, корумпирана. Тоа велам, одиумот во јавноста кој што беше создаден после 20 години на власт. Како беше создаван тоа? Од кој беше создаден? Беше создаден од тогашна опозиција ВМРО ДПМН, кој преку ДУИ во подсвеста на граѓаните, и ова го тврдам, пошто во повеќе наврати во дискусија со челници на ВМРО ДПМН, тоа со ДУИ тие за жал играа со емоциите за представување на албанците како криминализирани и корумпирани. И затоа ја не можам да му простам на ова раководство дека сега сепак ми ги враќа истите теми со кои ДУИ била 20 години на власт. И мене ми станува сега пак релевантен пратеници кои требаше да веќе да се во пензија и да не бидат активни во политичката сцена. Зошто? Зашто се враќаме да зборуваме за теми кои требаше да бидат затворени. И ние да зборуваме за вештачка интелигенција, да зборуваме за иновации и така натаму и така натаму. И видете, која е катарзата? Што подразбираме? Пошто некогаш и ние не знам, ќе ви кажам еве вака, после паѓањето на власт на ВМРО ДПМН, Никола Груевски беше обвинет, партијата го смени, поставија нов лидер, значи дојде до известно прочистување, би рекол, на тие редови. СДСМ истото се случува или се случи, меѓутоа ќе видиме како. Сите беа површински. Значи сите беа површински. Господин Мицковски беше поставен од страна на Никола Груевски. Вториот ешалон на господинот Груевски сега е прв ешалон на господинот Мицковски. Значи во главно се сите тие луѓе, толку сме ние. И ние сами како граѓани, некој дел интелектуалци, професори, сносиме одговорност што не се вклучуваме директно активно во политичката сцена. Сега да зборуваш со еден албански интелектуалец, македонски интелектуалец, добар, фин, да му викаш дојди вклучи се во политичка партија, 90% сум сигурен дека нема да прифати. Ја не прифаќам да се вклучувам. Поради тоа што нашата политика е такво мочуриште, како се вика, каде што немаш дигнитет, не можеш да зборуваш за идеи за политичка програма, туку колку си можеш да се латкаш за да излегуваш напред. Не ти е квалитетот битен тука. И затоа мислам дека очекувањата се премногу големи за сите наши политички партии дека може да има таква катарза за смени. Господинот, барем за мене, господинот Филипче, некогаш јас и малку се шегувам, викам, е ставен како управен стечајник на СДСМ од страна на господинот Заев. Каква катарза можете да очекувате во СДСМ кога господинот Филипче за жал е само една фигура која ги представува политиките и менталитетот на господинот Заев во СДСМ. Само со друг лик. Сега, тука, ако тоа го нарекуваме катарза, тогаш окей. Да, секако прилично песимистички е ова да се слуша, меѓутоа, да, дел од реалноста е и таква. Локалните избори секако ќе дојдат. Ќе видиме дали со нив или после нив и парламентарни или можеби и не. Каков однос на силите може да се очекува овој пат во двата блока, меѓутоа
Сега тука ги вклучуваме, нели, како опозицијски партии Левица, знам како владин партнер, меѓутоа партија што исто така пледира на коалицијски партнери. Места? Што може да се очекува на локалните избори и во однос на овие помали партии? Тоа ми беше. Не, она што беше исто ќе биде најинтересно е да се види како ќе поминат партиите кај етничките албанци. Нели она што говоревме сега, да не го повторуваме пак. Вамо во другиот дел претпоставувам дека помеѓу ВМРО ДПМН и знам како коалицијски партнери дека ќе има одреден коалицијски договор. Претпоставувам, не знам, можеби нема да има, ќе видиме. Што се однесува до Левица, минатиот пат не одеа со кандидати за градоначалници, туку само за советници. Претпоставувам дека сега ќе се одважат и да кандидираат своји кандидати и за градоначалници. Тешко е, знаете како, тешко е за партија која што е за македонски услови, еве да кажеме, средна партија како што е тоа Левица, да победи во мнозински надпревар, избора на градоначалници е мнозински систем, но од друга страна и бројот на гласови, можни гласови што би ги освоиле, едноставно ги оправдува, може да ги оправда тие напори, кандидати, кампања и така натаму, плюс доколку имате кандидат за градоначалник, тој може едноставно да ви пружи поголема видливост и за самите советнички листи. Така да мислам дека овој пат Левица ќе оди, особено што во одредени општини, сега да не набројуваме кои како свенили, да не шпикуваме, во одредени општини Левица е многу сериозно приближена до СДСМ, а дури некаде според одредени проценки е можно и да е и пред СДСМ, тоа се види на парламентарните избори, а на локалните може да биде и поизразено, што значи дава една претпоставка дека ќе биде интересно, можеби не толку околу тоа која партија ќе освои повеќе градоначалници, тоа е мислам јасно уште од сега, но од друга страна како ќе биде распоред на силите токму помеѓу не знам, СДСМ, Левица, знам доколку настапат нели со своји листи и така натаму. Да, од тој аспект би било интересно. СДСМ веројатно ќе пледира да ги задржи барем оние бастиони, зборуваме за големите општини како Струмица, како Центар, кои што досега ги имаше. Ајде помалите веќе не ги вбројуваме, може да бидат, може да не бидат. Меѓутоа веројатно тука ќе се води сериозна битка. Има одредени кај градоначалниците, да речеме, добро за нели за опозицијските партии, односно во случајов за СДСМ, што не е само рейтингот на партијата значаен, туку едноставно и доколку е градоначалникот квалитетен, доколку ужива доверба кај граѓаните, он може и си носи и своја тежина и своји гласови. Евентуално на тоа нешто може да се надеват, иако за жал кај нас тоа се покажа и во претходните 2-3 изборни циклуси, дека предоминантна е политичката припадност на тие кандидати. Дури сега едноставно, не знам, на одредени кандидати, предпоставувам градоначалници кои што се од СДСМ, можеби и повеќе успех имат ако идат како независни, колку ако бидат поддржани од таа политичка партија. Истото можем да го кажем и за, да речем, изборите 2017 дел од тие градоначалници кои што тогаш изгубија како представници од ВМРО ДПМН, ако идеа независни, може и повеќе досва. Значи, кај нас во изминатите неколку циклуси беше доминантна таа партиско-политичка ориентација повеќе отколку квалитетот на самите градоначалници, иако сепак не сакам да го подценам и се надам дека тоа ќе биде и поизразено во иднина, дека сепак за локалните избори е најзначаен кандидатот, а после политичката партија, особено оние кои што веќе биле градоначалници и се покажале, например, како квалитетни градоначалници, затоа што еве, например, во Скопје ние имаме во повеќе општини добри градоначалници, кои што се покажале како без разлика од која партија се. Пример имате градоначалникот во Кисела Вода, кој што е многу квалитетен. А е представник на ВМРО ДПМН. Градоначалникот на Центар исто така е добар представник на СДСМ. Градоначалникот на Гази Баба исто е така добар представник на ВМРО. Значи,
доколку се наблюдуваат преку призмата на она што е сработено и квалитетот на самите градоначалници, тоа се разбира ќе значи поголем поттик за тие да работат повеќе, а ако остане, затоа се надам дека нема да е така, ако остане доминантна ова партиско-политичка битка за општините, тогаш повторно ќе биде нели позначена таа партиска припадност, а не личноста на градоначалникот и квалитетот на самиот. А дали ќе биде така, ќе видиме. Има одредени промени, нели во однос на размислувањето на самиот електорат. 2017 година за локалните избори излегува и ги казнија ВМРО-ДПМН, не градоначалниците. Пазете, 2017 изгуби еден Коце Трајановски, кој бидливо е најдобар градоначалник на Скопје од кога се бира, од 96 до денес. После 2021 па некои градоначалници од СДС само изгубија затоа што беа казнети, добри градоначалници, затоа што беа казнети од страна на електоратот. Сега ќе видиме, значи, од тој аспект, тоа е само една мала непознаница, како ќе поминат тие кандидати, инаку е предоминантно е расположението во корист на ВМРО-ДПМН, во однос на СДС, и очекувам најголем дел, големо мнозинство од началниците да бидат избрани токму од таа политичка. Во албанскиот политички блок, Тетово го има Касами, Чаир е во делот на исто така коалицијата Вреди и Гостивар, се разбира, што секогаш го ставаше дуи во една така чудна позиција, да ја има секогаш централната власт, меѓутоа да ги нема најголемите општини каде што има доминантно, да речеме, албанско население. Очекувате ли ова учество на Вреди во владата да им одмогне на актуелните градоначалници или не сметате така? Мислам дека со унгарскиот кредит има сериозна инвестиција да се делува во локалните средини и на некој начин купување на гласовите за актуелните градоначалници и политички партии кои се моментално на власт, и тоа оди во прилог на ВМРО-ДПМН. И секако тука сакат да црпат или да повлекуваат бенефити актуелните градоначалници кои не се од редовите на ДУИ. Меѓутоа, тоа што мене ме загрижува е дека локалните избори ќе паднат под сенката на централното действување на коалицијата Вреди и начинот како ВМРО се однесува кон албанскиот глас. И тоа нема да биде веќе локална трка, туку ќе се претворува во некој начин референдум од страна на ДУИ кон и Европскиот фронт кон тоа што се случува во централна власт. Затоа тоа ме загрижува мене како граѓанин првин, и затоа и викам дека тука имаме атентат врз демократијата кај албанското гласачко тело, поради тоа што веќе нема смисла зашто треба да се иде на избори, додека вие не одлучувате кој ќе ве представува, одлучува некој друг. Значи, според вас, ДУИ може да излезе најсилен политички победник од оваа ситуација? Уште е многу рано, имаме уште многу непознати фактори кои ќе одлучуваш како ќе биде. Се уште средби се одржуваат. Да, се одржуваат средби. Дали ќе има предвремени избори, парламентарни заедно со локални, тоа ќе биде голем фактор, исто така други динамики ќе имаме. Дали Таравари ќе иде сам, ќе иде со ДУИ, ќе остане во оваа коалиција. Значи има се уште многу неразјаснети фактори, но тоа што барем за мене е јасно, овие локални избори со или без предвремени парламентарни ќе бидат на некој начин национален референдум од албанците кон власта, не кон градоначалниците или луѓето кои ќе треба да ги гласат. Добро. Уште нешто да додадеме или тука сме со... Добро. Доста работи опатни. Ви благодарам на двајцата што бевте вечерва мои гости и почитувани гледачи. Останате и натаму со нашата програма, следуваат вестите.